Марко Костадиновски. Кралски е да се говори вистината. Бидејќи само кралевите можат да говорат без да мислат на последиците. Но прашањето е дали сакаме? Дали смееме да го имаме тој луксус? Дали сакаме да се го дозволиме тој луксус, зракот на вистината, да ни го осветли магловитиот пејзаж на несигурност? Магловита несигурност од невистини, кои сами ја кроиме поради наш личен комфор и утех. Колку пати само сме премолчили? Колку пати сме го отнале кнедлата на неизговорената вистина и сме направиле мрак, студени? Но зошто? Зарем не е благородно и витешки да се застане пред неправдата? Одговорот на овие прашања, дури и само кога ги помислиме, болат, гушат, убиваат. Одговорот, сакаме ние да признаеме или не, е премногу сме кукавици. Останати сме битија чиј главен интерес е личниот и комфорот на лажна надеж дека премолчувањето е најдобра опција. Комфорт, зона синтетизирана од нашата фантазија, заразена од илузијава на подобро утре. Сметаме дека со нашето премолчување си правиме услуга, што нема да паднеме во очите на авторитетите. А всушност само ја убиваме вистината. Ние македонците имаме една клетва која е длабоко запишана во нашиот генетски код. Па речи си целата наша екзистенција се состои од тепање, порчусување, разнебитување. А ние на сето тоа молчиме. 5 столетија сме биле под робство не поради турците, туку поради 5 столетија наше молчење. Нашите научеле дека навемната глава сабја не ја сече. Но, изгледа заборавиле да ни споменат дека и сонце не ја грее. Која иронија во овој слободен свет во кој живееме, правото на слободно изразување, говорењето на својата вистина, да биде оценето и осудено на казна од ист калибар како и она на најбездушните серијски убици. Говорејќи го ова, не можам а да не го споменам името на Чарли Кирк. Еве доказ дека не сме навикнати да слушаме некако без да осудиме. Променивте израз, променивте поглед. Го изговорив името на овој човек, кому без разлика дали ние се согласуваме со него или не, треба искрено и човечки да му аплодираме на неговата способност кралски да говори. Треба да си признаеме дека тоа беше човек, слободен човек, кој не се плашеше да ја говори својата вистина и да застане цврсто зад она во кое што длабоко верува. Накрај ја плати највисоката цена на својата вера и слобода. Но со огнот во кој изгоре, го осветли патот одамна покриен од пејажините на забора, кој секој од нас треба да годи. Без страв. Без страв, со гордо краната глава да говори. Како што рекол големиот Аурелиј, во склад со срцето и душата, во склад со духот на слободата. Измисливме денови да ги празнуваме човековите права, но изгледа сме останали уште зелени, се уште недоизбриени, се уште неосвестени дека правото на слободно изразување, говорењето на својата вистина е едно од најважните, едно од основните, нешто кој не чини слободни битија. Кралски е да се говори вистината, бидејќи само кралевите може да говорат без да мислат на последиците. А јас вечерва пред вас обидов да говорам, да ве осветлам, да ве освестам, да ве стоплам на нејзиното свето слово и не знам дали добрев, дали успеав,
дали и вас ве ослободив? Но јас знам. Вечерва, кралски се чувствувам. Ви благодарам.